Добар ден, моето име е Оливера. Се вели мотото на животот е да се избрише секоја солза од сечие око, а мотото на срце на дланка е да се избрише секоја солза од сечие око и да се нацрта насмевка на сечие лице на граѓаните од нашата земја. Верувам дека ќе успееме да нацртаме насмевки на сите оние кои што се пријавуваат на 075 304 405 или пак на социјалните мрежи на Facebook, Instagram и Twitter на емисијата Срце на дланка, или пак оние кои едноставно сакаат да го стават срцето на дланка. Денес започнуваме со две нови семејства кои навистина имаат потреба од нашата помош. Нада Естатиевска е жена за многумина невидлива, а толку присутна. Символ на жена која се уште ги цени корените на семејството и како што самото име ја асоцира, со надеж родена, со надеж задоена, со надеж 65 години верна на животот и фамилијата. Ниту тежината на бремето не ја покосиле и бутнале на земја, но денес немокна да продолжи понатаму. Осамена и тажна е поради болеста на нејзиниот сопруг кој веќе 15 години е закован за кревет и неподвижен. Целата работа и обврските во куќата се на неа. Јас сум и маж и жена во домот, ке рече таа. Се работа мрачно. Во животот ниту еднаш не сум влегла во бања и вистински тоалет. Перам на раце, немам правосмукалка, никогаш немам ниту храна, но не се предавам. Морам да живеам за сопругот кој без мене во ваква состојба не би издржал ниту ден. Најмногу ме боли осаменоста и неможноста со сопругот да разменам збор. Сепак, ако не боли, не е живот. Ако не минува, не е среќа. Со солзи во очите завршува баба Нада. Се наоѓаме во планинското село Приковци над Кратово. Денес ќе слушнеме една интересна животна сторија на една тетка која што навистина имаше потреба да го стави своето срце на дланка, едноставно да си ја испразни душата, но и да побара помош. Сето она што е потребно за да продолжи да опстане. Добар ден, тетка Нада. Дојдовме да те посетиме. Браво. Имаш тешка животна сторија и сакаш едноставно да си ја испразниш душата и да побараш помош, барем остатокот од животот да ги поминеш малку подобро. Имаш непокретен сопруг, Да. кој што веќе 5-16 години буквално функционира како билка. Да. Тоа ти е дополнителен терет. Да. Ајде детално да раскажеме твојата сторија. Може да одиме горе? Може. Од Скопје се. Од Скопје се луѓето. Дојдеа да не подземат, да не бидат тешкотијата што имам од тешкотија. Муки што имам. Проговори нешто, кажи им. Што пала, што се дошо, што да не подземат. Дојдоа да не подземат. И син ми кад дојде и он дојде подземе, па плака, ќе оди. Со реченицата не случајно ми е дадено името Нада. За да се надевам, го започнува раскажувањето на својата животна приказна баба Нада од Кратово. Мирниот и кроток живот очигледно ќе бидат резервирани само додека била во домот на родителите, зашто откако ќе стапне во новиот дом, во куќата на сопругот Глигор, повеќе нема да знае што е добро, што е среќа и што воопшто е живот. Сиромашно на почетокот, сиромашно сега, само што сега веќе нависнале и болестите, со кои таа мора да се бори секојдневно. Со кого живееш во оваа куќа, Нада? Со Глигор. Глигор ти е сопруг. Сопруг. Заедно сте од 80-та година Да. и последниве 15 години се случува една неубава работа. Што се случи, како живеевте првите години? Тука сте постојано од како се земавте во оваа куќа? Не сме постојано. Беше кај свекар и свекрва. Дојде на 8 години кај нима, седеше
Таму ги имаше двете деца. И таму тешко многу живееше. Немаше никакви услови. Ништо немаше. Он се потерен. А ја дома, двојца синове. Тешка работа, килимара беше. И дома сите работи се да ги завршеше. Свекар ми беше многу тежок болен, задив имаше. Не видеше, беше со едно око, оштетен од рудникот горе, Црни брод. Свекрва ми беше со една рука. Од роđењето која инвалидска. Се што ќе дојде гости, се ја ќе пречекаш и ја ќе испратиш. На сите им помагаш. Ти не работеше никогаш? Работеше ја. Детето прво го остави 10 месеца. Појде одма на работа, немаше ништо, сиромаси беа. Кад сам дојден, они само имаше една соба кај Глигора. Немаше ништо у куќа. И тие 5 месеца нема сиромаси беа, многу сме трпеле. После со моите родители од Емирица. Стека нама, ние имамо горе стока, чуваме све. Родителите ни многу помогнаа на нас. Твоите родители? Моите родители, Тодоси и Јорданка, многу се ни помогнаа. По неколку години живот во заедница, баба Нада добива порака од свекрвата, дека мора да остават место за да верите и да ја напуштат куќата. Тоа е почеток на новиот живот во Кратовското Приковце, во кој Нада повторно ќе живее самено, зашто нејзиниот сопруг како возач често бил отсутен од дома. Така живееле се до пред 15 години, кога сопругот добива мозочен удар, останува во постела, баба Нада започнува сама да преживува и да се грижи за него. Имам 3 синове, вика, мора, вика, да си скочите вие, оние другите 2 синове да си доведат и они, нели, да се свърженат. И ја на Глигор му викам, ајде да си бегам, да идем у Кратово да си взема куќа. Он, тој се продавала оваа куќа, беше ненаправена и го купиме оваа куќа, тука. А каде бевте кај свекрвате, во кој град? Овдека исто у село. У село бемо. И такој земамо го оваа куќа, почнамо ние да го правиме. Доле само имаше дека сега седе снаата и сино. Една соба само имаше направено. Влага имаше, вода, со копи црпеше. И се му викаше, дај да си бегаме од овдека, нема излаз. Мокро е местото, нема услови, нима струја, нима ништо. И он, тој време млад, туј дече ќе живееме и туј обстанамо да живееме. Што работеше Глигор? Возеше камион, возеше джипове, возеше автобуси, работници вози, дрва, се. Работеше горе по планината Емирица и се е потерен бил. И скочи да се види со другари, таму, вамо, ја па остану сама. Татко му се моли, мајка му се моли да го слушам, он не. Овде ја се молу исто. И сам муж и жена исто, толку години. Се сама. Кога беше млада и кога бевте здрави? Да, млада, здрава. Живеевте тешки денови. И после тоа почна си со болесите да се прави операции на жлючка, на кулка, на женски работи, груди, све пропало тој животот мој. И сега бастум носу, наочри близко, задалеко, се преко лекарства се. У овие 16 години не сум ништо проживеала добро. Ништо. Не сум проживеала добро. Све само тешко. А сега овие 9 месеца па још потешко живеја. Тежината од минатото не е ништо, во споредба со тежината што од пред неколку месеци ја почувствувала оваа храбра жена. Зашто дедо Глигор добива нов мозочен удар и веќе ниту може да зборува, ниту да се храни, ниту да слуша, ниту да ја даде било каква поддршка на баба Нада. Дојде со ноги, оде, шета, понасмее се, видиме по соба, подруг живееш. Ама сега како падна, значи јас гасна. Гледам човек лега, а не зборе, не стануе. И ми се чини сега, кад ќе стану од спање, диши или не ли диши тај човек. И сум пуна депресија. Многу е тешко.
Kad mu se случи ударо, ја тамо си беше, речунам го тој купатило, а он беше надвор тај момент. И ја дори се облече и он одеднаш падна, викам шо падна, като легна ја одека у соба, он грбички и викам ли горе не те давам, он грбички и очите почна да го обрќа. И јас се така исплаши, викам готово, имаше тамо, дека овој човек стои тамо, едно шише вода, а он грбички дојде подува се телото на него тука напред. И јас се исплаши, вода зема лисна на главата, като пипна главата она, може 50-60 чуре косата, вода, успара од ударва. И одма зема телефон, брза помош повика, брзо дојдеа докторите. И му дрија инекции, вика нека лега на патосо, вика, после полека, он вика ќе се поправи, вика ќе го дигнете, вика нагоре. А среќа, вика, имал, што јазикот не е поготнал за тој време. Ама, шо знам, Господ е на мене било и на него и му викам, не те давам, не се бој. А он крчеше у силов глас, кад му се случи. И ја так многу доби стрес. Тоа е 9 месеци. Така најтешко. И морам да го рано, човек е, шо да му работа. Ај. Ти го одржуваш во живот? Па да го јас сега одржувам живото, на него и за мене. И ти си целна во оваа куќа сама? Само, усамена. При човек си без човек? Да. Тоа ми е тешкото. Немаш со кога да порозбереш? Не. Му зборуваш ли додека го раниш, додека... Ма, кажуј му се, ама ништо. Како реагира? Ништо. Како да не чуе и како не види, како не чуе и не знае. Аз во кој слух има и ме слуша. Кад тропну вратата, значи, знае. Па по мене, што ми се мене јаде право за мене и за него. По тој. Ја вода ќе пiju и на него вода ќе му даде, ја ако пiju сок и на него сок ќе му даде. Значи се е такој. Едно станување кога ќе стану, дишали, тоа е право. После постепено ќе почну што треба за хигиена, за се поред, за него. И после за мене и додека си ги сите работи постепено, се ручно работам, немам ништо на кој да прочисту, да оноду, врткам се, досади ми се, подлегну, па стану. Некоја жена кад ти повикне, дојде подзрне ме, вика што си затворено 4 зида. Па, викам дек да иду. Дојде поразговорат ме. Ај бих прошета искочу, заклучу вратата, па прошетам со ниду. Имамо чешма тама, пунемо вода, тај си пием, научени смо си. До вода. До комшика подзрну разговору си и врну се. Ти се плашиш и кога мораш некогаш да излезеш на градот, да купиш Да. лекарства? Да. Се плашиш и кога го оставаш Да. да не падне, да не се... Да. Викам што допукне? ќе затечу. Како нема да се плашу, мора да се плашу. И се брзам и тамам. И забравам, пример, нешто лекарство, нешто или багаж, новчини ќе забрава или било шо, па се враќам, викам забрави, викам побрзо. Не може. Ете што немам купатило да се избањам како човек. Немам купатило, немам перална, тие са ми најосновни. Таа електрично работи и още, додека иде, ќе иде. Немате ниту тоалет? Нема. Шпоре имам, а тој го купимо, некако прикупимо го тој, како зимама кредитче. Чуреше, не се седеше и собата е за никаде. Верувам дека ќе стигне до народот вашата порака, вашата желба, вашата мака, ќе ги допре и да запрат вашите солзи, само тоа ќе посакам. Дај Боже, на сите нека да помага па и на нас. Ја и викам и не треба да вакам шилца. Може да издржам ништо. Но вие сте млади, имате само 65 години. Јас сум младо сум ми пропаднало тешко те иде. Како што викате, ме
Крстина нада и ќе се надевам цел живот. Мора да издржите до крај. Па ќе издржуваме што ги прави. Таков е животот. Сите најубави работи завршуваат со залезот на сонцето, но и сите најтешки работи завршуваат со залезот на истото, како ништо да не било. Мракот покрива се. Пуштете ги работите кои не можете да ги промените. Со изгреј сонцето, секи ни се чини ново. И луѓето, и работите. Одлуката за издржување посилна, а надежта никогаш поблиску достижна. Нада Статиевска е жена за многумина невидлива, а толку присутна. Символ на жена која се уште ги цени корените на семејството и како што самото име ја асоцира, со надеж родена, со надеж задоена, со надеж 65 години верна на животот и фамилијата. Ниту тежината на бремето не ја покосиле и бутнале на земја, но денес немокна да продолжи понатаму, осамена и тажна е поради болеста на незиниот сопруг кој веќе 15 години е закован за кревет и неподвижен. Целата работа и обврските во куќата се на неа. Јас сум и маж и жена во домот, ке рече таа. Се работа мрачно. Во животот ниту еднаш не сум влегла во бања и вистински тоалет. Перам на раце, немам правосмукалка, никогаш немам ниту храна, но не се предавам. Морам да живеам за сопругот кој без мене во ваква состојба не би издржал ниту ден. Најмногу ме боли осаменоста и неможноста со сопругот да разменам збор. Сепак, ако не боли, не е живот. Ако не минува, не е среќа. Со солзи во очите завршува баба Нада. Ова беше нашата прва посета на семејството кое што го стави срцето на дланка. Искрено се надевам дека го слушнавте нивниот проблем и дека ќе им се најдеме сега кога им е најтешко. Навистина им треба помош, па ајде да им дадеме рака за спас. Но уште едно семејство бара помош кое што навистина ќе им значи доколку се обединиме, доколку се соединиме и доколку им ја подадеме раката. Ајде да ја слушнеме и нивната приказна, па да знаеме докаде сме и колку можеме да им помогнеме. Златко Кузмановски некогаш бил човек со широка насмевка и препон со надеж дека среќно ќе живее. Со солзи се навраќа назад во времето кога се чувствувал безбедно и недопирливо. Во времето кога парите ништо не вределе, но зборот и лицето многу значеле. Денес, одвоен од сите, во две скромни собички со семејството, гради дом на илузии и желби, зашто пари и начин за нешто повеќе и нема, вели тој. До пред известно време живееле и без струја, но болеста на неговото 6-годишно девојче ќе ја разбуди човечноста кај луѓето, па свеќите ќе ги заменат со сијалици ќе додаде овој несреќен татко. Но ова семејство повторно живее тежок живот. Сериозната здравствена состојба на малата Софија ќе ја спречат мајката да работи, а примањата на Златко се доволни само за подмирување на кредитите, земени претходно за издигање на тие две соби и понекогаш да се купи леп, за да имаат што да јадат децата на училиште. Сепак ова семејство спие во една просторија, се бањаат топлејки вода на ќумбе, одвод не имаат, децата за вкусна храна секојдневно сонуваат. И иако со години вака живеат, сепак и младите и постарите се надеваат на хуманост и на секоја искра, ги шират очите и забораваат на кривите погледи и тежината на времето. За прв пат сме во Орешани, а денес ќе видиме како тешко живее едно 4-члено семејство без основни услови за живот во 21. век. Денес одиме кај Златко Кузмановски. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Како си, Златко? Еве, ја празнам шактала со вода и се полни, мораме да ја празниме за да може да переше да испушта водата во септичкава јама. Зошто е тоа така? Зашто немаме одвод, немаме кај да
долази водата. И вака Мораме. постојано со недели, месеци и години ова го правите? Да, да. Со месеци и години, точно. Тешко ли е да се живее вака? Тешко е, многу тешко. Многу тешко. Ке ми раскажеш ли од почеток твојата приказна? Со години се мачиме за одмот. 5-6 години наназад го вака сме со сопругава се мачиме, падиме од шахтава вода, единствено во буриња и ја носам со луѓе надбор од тука во канализација да испука. Ајде да ми раскажеш, да седнеме и детално да ми кажеш се. Златко Кузмановски потекнува од времето кога привилегија било да се чекори со крената глава. Потекнува од грудка земја каде имало надеж за убав соживот и токму таму тој издига дом и гради семејство во кој последните години продолжува турбулентно да живее. Ево, 46 години сум тука. Го реши. Откако се преселим од Новосело, практички пред 62 година, ние сме овдека буквално 46 години. Правиме куќа, ја направиме и друга куќа на брат ми тука што е до мене и тука сме за цело време. Нигде не сме појдени. Ти имаш браќа и сестри? Да, еден брат и две сестри. Едната е во Драчево, мажана, другата е во Скопје. И тука со братот сте заедно, Да, комши комши. со братот. Како живеевте сите овие години до нели твоето женење и добивање на семејство? Турбуленци. И пред тоа имаше некои турбуленци, ама ајде за мир во куќа, да не се прават проблеми, да не се ствара неред, што се вика. Од кога се оженив, па уште поголеми тензии некако. Па мораше да едноставно им кажам, јас се делам више, повеќе не можам да бидам во заедница. Едноставно си го гледам мојот живот и моите дечиња, морам да ги едноставно избрам на правиот пат. Не идеше лесно, не одеше лесно тоа делење, тоа приправање, тешко е. Не одеше лесно, ама фала на Господа што се вика со разум и на мојата сопруга да искочиме до некој крај. Во оваа куќа сум дојдена пред 11 години, сега наполнивме со сопругот. Точно 11 години. Брак. Ви се родија две дечиња? Ни се родија две дечиња, Никола и Софија. Никола ми е 8 години, Софија неполни 6 години. Прваче е, а Никола ми е трето. Златко се труди и е вреден. Ако не за себе, барем за децата, вели тој. Тие се мали и не разбираат што е сиромаштија, но многу добро знаат што јадат и како живеат другите дечиња околу нив. Тоа е и најголемата болка на овој татко, што нема основни услови да ги избања и нахрани децата онака како што треба. Живеам во две соби и припуштав ми купатело, што се вика, во овој дел на самата тераса. Доправам некои работи беа, што се вика, хаос, мораше да се преправа, да се реновира внатре. Ставаме ламинат, буквално. Сето тоа го правеше со помош на кредити. С помош на кредит. Земи кредит, еден врати, покри, земи друг кредит. На друг начин не можеш да дојдеш до средство. Едино, само кредитот е спас, што се вика да можеш да успеш нешто да приправиш, да направиш. Приправи колку што можеше, колку што ти беше силата, но сега во овој момент, Златко, ти велиш, зимам 20.000, а околу 16.000 плаќам на кредити. Нити со 100 евра не можеш да го поминеш месецот. Не можам да го поминам, благодарение на мои пријатели, зимам позадници, па враќам и така. Работам нешто и приватно, буквално дополнително кај луѓе ме викаат да поработам, да може да го иструкам месецот, да фатам крај со крај, да врзам крај со крај. Во денешно време поземуваат ли пријателите средства? Поземуваат. Тие што
што си искрен со луѓе, поземнуваат. Кога ќе кажеш дека тоа време ги враќаш и одиш, му ги враќаш. Едноставно и ти вика ако ти треба продолжи понатака, не е проблем. Не, помогу да вратам, да имам образ и утре да побарам што се вика средства. Тако сум по природа и тако ќе одам на оној свет тако кој ќе даде време, што се вика. Не сум преварант, не сум никого до сега искодошил или направил некоја проневера и тие работи. Немаме нормални услови за да ги растеме собствените деца. Без купатило, без одвод. Финансиски многу тешко издржуваме со една плата на сопругот. Јас и да побарам работа не можам. Ради Софија не смеам јас да барам работа. Барем во овие моменти додека детето не ми се среди, немам на памет помислено таква нешто. Бидејќи ми е кажано од специјалиста што строго мора да се внимава да биде она под надзор. Ради тие напади. Зашто никогаш не се знае кога ќе го добие тој напад. Кога е во училиште, веројатно и таму ја мислите. Да. Запознаена е самата наставничка. Голема благодарност и до неа. Многу и посветува внимание и ја објаснив ситуацијата од првиот старт, што се вика од 1 септември. Запознаена е да знае наставничката во случај нешто ако има. Ние како родители да бидеме известени и одма да реагираме и она сама во моментот како да изреагира. Долго време ова семејство живее и без струја, но како што се вели секоја лошо за добро е, така еден немил настан пред неколку месеци ќе направи да се разбуди човечното кај народот и кај нив уште истиот ден светнува сијалицата, тврди Златко. Живеевте долго време и без електрична енергија. Да, живееме, точно така. Каков беше Благодарам. животот на свеќи? Страшно. Тогаш да дојдете да снимате, мислам дека ќе беше тоа страшна слика. Едноставно деца буквално се движеа надмор, не сакаа ни дома да се приберат. Но тие се премногу мали за да бидат. Надмор сака, повеќе надмор искочува во школно, имаме таму као парк направено, тие љуѓашки и тие работи, повеќе надмор него внатре. Не си ја сакаа куќата. Не си ја сака и куќата, буквално се одбилија. Како Јас пишуваа домашна? Преку ден и на свети. Навечер ако закасни малиот да напише домашна, мораше и на свети да пишува домашната. Тебе сигурно како родител, што толку се трудиш, а не можеш да има возможност, си беше најтешко. Најтешко. Буквално знам како ми беше во самото срце, во самата душа. Како ти беше Тој во? период. Страшна работа. Дури си викам, поарно да ме нема, што вака дозволим да дојде до овие работи. Буквално не по моја вина. Не по моја вина. Сепак други аспекти влијаат на сето тоа. Само викам, Господ е голем, семоќен, великим, ќе не извади на пат, да си ги средиме работите кој што треба и да живееме мирно, да немаме турбуленција. Баш доволно не ми беше, јас сакам да гледам цртан. Одевне тогаш кај баба Најда, она уживе кај патот. Кај што се орано, кај што беше нивата пуна со трева. Сега таму одевне и се враќавме. И кога ќе се стемнеше, вас не ви се седеше без струја? Не се седеше. Што им И викав? таму со свеќе запалувавме. Гледавме Сега кој цртани, се ми случи, носеше беше тато таму Кога кај се баба случи Најда. само нешто со тоа. соп и веднаш читра се смири. Тоа се случи на 28 јули оваа 2022 година, Златко. 28 јули, мислам, детето ќе ми отидеше, ќе ми умреше, буквално ќе заминеше на оној свет. Во текот на утринскиот ден, во 5:30 30 часот, сопруга заминала во 5 часот на работа.
И се случи некој колапс, почна да ми липа детево, она да во тој момент спиејќи го глутнала и јазикот. Ти беше сам дома со неа? Сам и со малиот и она смртена на стомак и морав да интервенирам, буквално да ја земам во раце и да искочам надвор. Пошто беше темница, морав надвор да искочам со незе на тераса и успеам некако да го извлечам јазикот. Дојде на себе, ја легнав тука на нашиот кај сопруга, што спиеме заедно, во другава соба и по еден сат повторно истата случка, тресење и пак повлекување на јазикот и морав со 300 сили буквално да ја стиснам ивелицата и да ги пикнам прстиве внатре да можам да го извлечам јазикот. Во тој момент и запче, буквално, као што го влечам јазикот и запчето сум ми го извлекол. Едно запче, млечни се, буквално, ама јазикот и го раскинам буквално со тоа влечење. И симање во тука на терас, долу ја симнав и некако успеав да го извлечам јазикот, притача и брат ми притача и снаата. Сигурно тоа беше шок и за тебе. Шок невиден. Па зема он со кола, да внесе до Драчево, па од тука отидовме у државна болница на неврологија. Таму докторите веднаш ја примија, ја прегледа и извршија и снимање на главата, буквално со тие штипки што ги стават на глава. И рекоа дека ќе препишат терапија, не е за оставање, вика, тука, вика, ќе си одите дома, ќе покушаме со терапија што можеме да направиме. Што ја констатира? Која дијагноза? Епилепсија. Како реагиравте вие кога Во моментот панично. Испаничени. Фала му на Господа што памет ни даде да ја провериме устата. Она го повлекла јазикот. Таткото со 300 сили едва ја поврати. Некако се собра девојчето. Во меѓувреме за кратко време добива уште еден напад. Уште пострашен. Со уште поголема борба да се врати во живот. И после тоа мораше да се носи на лекар со испитувања и открива епилепсија. Не сме да биде сама, мора да биде во присуство, са и мајка и мора да биде со нејзе. Буквално од никаде помош. Јас сум останал самиот на себе си. Буквално самиот си помогам и на себе и на фамилијата. Да преживееме, да го пројдеме овој период, додека дете од малце ни пркна, што се вика, да се опорави. Тешко е, многу е тешко. Кој не верува, кој не е во ваква ситуација, нема да поверува. Ама тие што биле во ваква ситуација ќе поверуваат. Терапијата е многу јака. Самите таблети се по 300 милиграма, а она прима терапијата 2 пати дневно, на 12 часа. Што е многу јака терапија за едно неполно 6 детенце, за неполни 6 години. Многу е јака терапијата, што мора да јаде. Не смеете да дозволите да биде гладна и жедна? Да, не смееме тоа во никој случај. Не сме ни стресни ситуации да има. Дали од кога се случи тоа имаше некаква помош околу струјата, случката со Софија? Па веднаш ја вклучија струјата моите од таа страна. Истиот ден, буквално кога се случи цела ситуација и од тогаш имаме и струја, фала на Господа. Ја викам фала на Господа. Господ е голем, да не бидеме на свети, буквално тешко е, многу тешко на свети човек да го живее животот. Ако немаме струја, баш тоа е многу лошо. А зашто е лошо без Во струја? темница, зашто можеш некаде да се сопнеш во маса, да се удиш да паднеш. И на ти тече крв. Да, и некогаш кога нема струја, кога ќе имаме ние, кога ќе нема струја, тоа е лошо.
Вани штамуваше, ни личнало на света. За жал, поголема болка нема на детето да немаш ниту кришка леп да му понудиш, но ова семејство, таква болка чувствува веќе одамна. Иако се трудат децата за кризата да не дознаат и во храбри луѓе да ги израснат, сепак најмалите од другите деца гледаат и потајно мечтаат еден ден и тие во нормална бања да се избањаат и во своја детска соба да заспијат. Имаше периоди, долг период и еднаш во денот, буквално јас и сопругава, да има за децата. Поеднаш во денот. Да поминеме колку толку да преживееме, да го поминеме тој период што е тежок. Тешко е, многу тешко. Еве и понатака продолжуваме така. Еднаш, два пати оброк во денот, со нејзе за нив да имаат и они да преживеат. Сигурно најтешко ви паѓа кога тие деца се не разбираат, а Не бараат. не разбираат, а бараат. Гледаат и Бараат. другите деца во училиште што носат, што јадат. Така. Тогаш Од дома им спрема мајка им мачка, паштети, зденки, што ќе се најде буквално. Мармелад тие работи, седмичите им направи и ги праќа во школа. Што направиме? Тоа што го имаме, тоа ќе го користиме. А викаат ли дека сакаат нешто како и сите дечиња? Сакаат, бараат. Како и сите дечиња што бараат. Ниедно дете не знае ти дали имаш или немаш. Ти мораш да му Затоа се и деца. да ги задоволиш, да им дадеш тоа што бараат. Ама кога не може, тоа што имаме, тоа ќе им даде. Тоа е животот. Колку се може, толку. За нив ќе има секогаш. Ако треба јас ќе проаѓам така, што се вика, со еден оброк, за нив ќе има секогаш. Животот научи на војдина дека ќе доживееме некои подобри Се моменти. надеват? Се надевам. Малку да ги ставиме во колосек, што се вика, да пркнат малце, да можат да разбираат, пошто се уште се деца слабо и разбираат. Што имаат другите дечиња што гледате кај нив, а мама и тато немаат да ви купат? И па корасанчиња, бурек. Тоа ви се јаде. Да. Повеќе некој сиренце, кашкавалче. Само јас кој корасан ко орео. Многу сакам. Таков круасан сакаш со орео? Да. А немаат тато и мама пари да ви дадат за такво? Ни пица, јас многу сакам по пици. И јас сакам тоа, ама А кога сте јаделе пица последно? Што ви се јаде толку? Пица и пастемалија. И тоа ви се јаде? Да. И на мене тоа ми се јаде многу. Многу ти се јаде. А не ви дава, мама и тато немаат да ви купат тоа? Да. Нешто друго. И трошат парите. Ладно јадат паштета, се не купуваат. Сега ни за паштета нема. Да. Нема маргарин. Само нешто кој ќе прават маргарин купуваат. Се од тие средства да има за нив тоа што се може да им се обезбеди. Како ги испраќате во А училиште? ние знаеме со сопругот како поминуваме. Се вика некош јадеме, некош че нема да ставиме леп во уста, само да има за нив. И тоа ли се случува? Па се случувало и такви моменти. Што се немало воопшто еден денар да се купи парче леп. А морало да се снајде некако родителот, да поработи некаде приватно, за да донесе дома леп деца да Што јадат, тогаш да вие, не страдаат. како мајка им викате на децата? Кога знаете дека немате ниту парче леп? Се трудиме некако да им ја објасниме ситуацијата. Дека се наоѓаме во многу тешки моменти. Доаѓале моменти и да се нема парче леп. Само се трудиме ние со сопругот да обезбедиме тоа што можеме. Али моментално не можам јас, што се вика, врзани ми се рацете. Пред се ми е детето не го работат. Да го средам, па во иднина ќе видиме што како ќе биде. Кога немаме купатило, ние имаме ќубе. И што ќе се најде, ќе ставиме нешто во лонец, топлиме вода за деца да се избањаат, па и ние да се измиеме. Како ве бањаат мама и тато? Со кофи вода. Кофи? Да. А дали така треба да се бањаат дечиња? Не. Треба да се направи купатило
да имаме. Ама детско купатило. Детско купатило? Да. Како ве бањаат со кофите? Каде ве седнуваат? Нека таму кај стезатата. Се легува, кофите ги ставаат и со канче. А кога е многу ладно, каде ве бањаат? Не носат кај тетка ми. Не бањаат, она имат, тета има купатило натре и на бања. Тета не бања со шампон наш. Вие си носите од дома шампонче и тета ве бања? Да. Јас повеќе се ранава ми носат сапун, вака ми мањаат и крај. А што ти е на лицето? Од што ти е раната? Накасна кучка, чичко ми. Ја бев на скалите и потоа он го гледав како забита. Те гризна со запчињата да кучата? И тука и кај ушето имам. Ама кај чешмата тогаш те носеш и те влечеш. Шокови се тоа. Тоа се моменти што не можеш ни да спиеш. Буквално искочуваш на тераса и стоиш 2 сати надмор. Не можеш ни да спиеш. Не, тоа се, не знам, неописиви работи човек. Која е Се чувствувате немоќен? немоќен. Кога си немоќен, тоа е тоа што си викаш, Господе, помогни. Ако има Господ, нека помогне во дадена ситуација. Зашто тие стресови не се издржуваат. Буквално стрес за стрес, еден ден човек може и срце му удари, бум и готово, крај. Завршуваш со самиот живот. Да, но децата се уште мали, вие сте им потребни. Да, потребни сме и како им сме потребни. Додека не ги малце ставиме во колосек, да одраснат, друго ќе биде. Кој ќе направи 5-16 години, беше полека ќе знаат што треба и како треба. Друго ќе биде. Сега, велите, живеете во 2 соопштина Без општина. и без купатило. Без купатило. Како Тука функционират? ни кујна во тие 2 соби и без купатило. Ние знаеме со супругова како функционираме. Буквално сме... Како се бањате? Како одржувате лична хигиена? Така, преку ден, во неделите фактички топлиме вода на чумбе. Чумбе имаме ова за пиперки печење. Со тенџере лонци ќе стоплиме и тесава ги бањаме и ние се бањаме. За кога е топло, кога е вака времето. А кога е ладно веќе, со децава мораме удрачот да ги носиме, они да се избањат таму, а ние Кај сестра ви? кај сестра ми. Да. Она ни помага, буквално. Мора да претрчаме до каде, за да ги оставиме. Буквално женава сопругова ги спрема таму, ги бања и ги враќаме назад. И така со години функционирате? Па ево, 5-6 години назад. Најсреќен ќе бидам ако би го направил купатилото, одвор да ми се реши, што се вика, и со струјава да го решам проблемот, да биде моје, да се става моје броило, буквално. И една детска соба да им направам на децата да можат да бидат разбоени, едно во една соба, другото во друга соба. Мислам дека тогаш ќе постигнам самата цел. А и сопругава да почне да работи, пошто ми треба и помош. Без нејзина помош, тешко ќе функционирам во иднина. Тешко е, многу тешко. Ајде, сега има и приватно нешто да заработи човек. Ќе поработиш, ќе земеш некој динар, ќе покриеш трошоци. Пошто е скапотија невидена. Невидена скапотија. Ова ценове, не знам, отидов до плафон, не се знае до кај ќе оди. Плативе исти остана, не ги покачија воопшто. Тежок живот. Тешко. Многу тешко. Обично си барат да имат сакаат или лаптоп или компјутер, бидејќи работат со такви работи во школо. Има почнато Никола да работи, во трето им даваат. Во иднина ќе видиме, не знаеме, сега што се вика почеток ние со првачињата. За тоа ви е потребна соба, за тоа ви се потребни услови, компјутери. Мени за тоа и за потребни пари, кога некојаш немам што да... Кога ќе порасна, да јадам, можам да си купам. Да стрчам да купам, да се одатам во школу.
Може би многу животни околности ве скршиле и фрлиле на земја, но една работа запомнете, никогаш не губете го времето на само сожалување, ниту минута, секогаш насочете енергијата кон нешто позитивно. Таа може чуда да направи. Самите бираме каде денес таа ќе не насочи и каков ќе не биде денот и животот, зашто секое семе има голема сила и моќ. Златко Кузмановски некогаш бил човек со широка насмевка и преполн со надеж дека среќно ќе живее. Со солзи се навраќа назад во времето кога се чувствувал безбедно и недопирливо. Во времето кога парите ништо не вределе, но зборот и лицето многу значеле. Денес, одвоен од сите, во две скромни собички со семејството, гради дом на илузии и желби, зашто пари и начин за нешто повеќе и нема, вели тој. До пред известно време живеели без струја, но болеста на неговото 6-годишно девојче ќе ја разбуди човечноста кај луѓето, па свеќите ќе ги заменат со сијалици ќе додаде овој несреќен татко. Но ова семејство повторно живее тежок живот. Сериозната здравствена состојба на малата Софија ќе ја спречат мајката да работи, а примањата на Златко се доволни само за подмирување на кредитите, земени предходно за издигање на тие две соби и понекогаш да се купи леп, за да имаат што да јадат децата на училиште. Сепак ова семејство спие во една просторија, се бањаат топлејки вода на ќумбе, одвод не имаат, децата за вкусна храна секојдневно сонуваат. И иако со години вака живеат, сепак и младите и постарите се надеваат на хуманост и на секоја искра, ги шират очите и забораваат на кривите погледи и тежината на времето. Се били дека никогаш не треба да изгубиме вербата во човештвото. Ако неколку капки во океанот се нечисти, тоа не значи дека и целиот океан е нечист. Ова е само една лоша епизода од животот на овие две семејства кои денес го ставија своето срце на дланка. Но нашето обединување и нашата хуманост и емпатичност можеме да ја покажеме на дело и да нацртаме насмевки на лицата на овие две семејства, да им помогнеме, затоа што нашето малку некому може да значи се.